Доволно беше теа да дојде да замеша соколковите и сите да заборавиме на сите црни хроники што ни се случуваа годинава. Од скандалот на онкологија до ова последното, убиството на Вања и Панче. Тие сме какви што сме. А зошто сме такви? И зошто е светов духовно, душевно, емотивно, психички растроен? Ке зборувам со мојот вечерашен гостин. Јас сум Сашо Тасевски, а ова е лизгачки старт на М телевизија. Вечерва мој гостин е професор доктор Владимир Трајковски, доктор на науки по дефектологија, председател на Македонското научно здружение за аутизам, човек со големо искуство, професионалец, признат стручњак во неговата област, дефектолог. И многу ми е драго што вечерва е мој гостин и се надевам ќе имаме многу добар разговор во студиото. Добро вечер, господине Владимир Трајковски. Добро вечер до вас, господин Саша Тасевски и до сите ценети ваши гледачи. Честитки за вашата емисија и за новата М телевизија и ви посакувам многу успех во понатамошните води телевизиски. Да. Само малку би ве коригирал, на доктор по медицина сум по основна вокација. Да, се надевам не е голем греф, голема грешка. Никако. Професоре, што е проблем со денешниот свет? Кога би правиле некој психолошки профил на човештвото, на популацијата во светот, еве почнувајќи од некоја локална димензија кај нас, кои дефекти ги воочувате кои што го прават светот ваков каков што е, во една неверојатно голема духовна, душевна декаденција, многу слична на онаа декаденција што била пред почетокот на Втората светска војна. Дали може би оваа декаденција е некој патоказ во некој нов пекол во кој што ќе се втурне самото човештво? Да, прашањето е доста интересно. За жал се наоѓаме на вистина во еден многу декадентен период и не би сакал да заврши со војна. Иако војната имаме нели и во Украина и во Газа, каде што невини животи, особено мали деца, го завршуваат својот живот пред време. Овој свет можеме слободно да го кажеме дека тотално забегува во некоја психопатија, особено веројатно западните вредности кои што се проширија и тука на нашиот Балкан, колку што донесува добро, веројатно носат и некои лоши работи, во смисол на постои една криза на морал, јас би рекол, кај многу поединци. Гледате зголемен број на убиства, зголемен број на суициди, насекаде околу нас. Ние сме на горна граница, например Македонија, помеѓу државите во светот, Финска, тука Унгарија и Зборувате за суициди, така? Да, за суициди. Одлично, да. Така што таа криза на моралот, имаме криза на идентитетот, ако сакате. Навистина се нешто што на ова човештво му сметаат, му пречат и мислам дека доколку не се преземат и да почнеме да се враќаме на некои традиционални вредности, можно е, особено ние сме тука вулнерабилни во Македонија, поради тоа што имаме лошо обкружување. Никој од нашите соседи не можеме да кажеме дека ни е вистински пријател. Може би северниот сосед во последните неколку години со некои потези, иако не сум југоносталгичар, но барем не малтретираат, не оспоруваат. Не оспоруваат, да, и со признавањето на Македонската православна црква направи еден потек на добра волја.
сметам дека мора да, ако го земеме еве и образованието кај што работам јас, ние уште во основно училиште создаваме ние деца кои што не толку квалитетни како што биле нашите генерации. Значи не се вложува многу во образовниот систем. Имате некои си 0,3 до 0,4% Министерството одвојува за наука, што е поразително, страшно поразителен факт. Децата доаѓаат неедуцирани во средно училиште, доволно ги интересираат игрички, забава и така натаму, многу рано одат во некои сега, не сите, нормално, не сакам да генерализирам, во алкохолизам, наркоманија и тука веќе ние на факултетот добиваме некој полупроизвод, би рекол, наместо да добиеме производ кој што ние не можеме на 19-20 години да го едуцираме и да добие вистинска диплома. Што е според вас проблемот, причината што нашата младина, па и оние кои што се поблиску до нашата возраст се толку опчинети, да кажам, маѓепсани од таа турбо фолк култура. Еве сега ја спомнав и теа и сето тоа. Цел тој кич, цел тој, би кажал, цела таа малограѓанштина преточена нели на сцена, со сите тие сексуализирани женски тела кои што нели предизвикуваат кај мажите похот, па дури и кај жените, морам да признам. Што е тоа што не прави толку да не маѓепсува токму таа шунт, токму таа кич култура, таа турбо фолк свест? Може би ова што го спомнавте, недоволното образование, тоа е неначитаноста на некој начин, духовната простотија, бедотија и така натаму. Да, имаме, ние се соочуваме во 21 век со духовна бедотија и токму едуцираноста и образованието и лошото влијание, би кажал, од северот, мислејќи тука на турбофолк културата која што започна во Босна и Херцеговина и Србија, која што гледаме сега преку 5 концерти на Александра Пријовиќ во Загреб, кој што го сметавме, нели, и Хрватска така како малку по-надмена култура. Па не за џабе се испотепавме меѓу себе, значи горе-доле сме слични. Извинете што ве прекинав. Да, нема проблем никаков. Горе-долу сме слични, да, сме растеле во иста држава, 50 и нешто години. Така што сметам дека образованието е основната клетка во смисол на ова и неначитаноста на доволно книги, немање желба за посетување на, еве, вие сте и актер по вокација, за посета на културни настани, драма, театар, значи филм, одење по концерти во македонска опера и балет. Сето тоа која ќе се надоврза, значи со тоа влијание, за да еден Ламбе Алабаковски изјави дека заради Теа Таировиќ која што наполнила одредена дискотека, се сели од Македонија. Тоа е навистина, би рекол, пораз на нашиот морал и јас сум еден голем борец против тој кич, против тој шунт и против тој турбофолк. Видете? И со мои статуси на Facebook често пати знам да го критикувам тој и тука Рамбо Амадеус во неговите песни одлично го опишува, он уште во стартот, во почетокот на 90-тите, дава одлични критики, да, и одлична дефиниција на турбофолк. Значи, он вели дека турбофолкот е некритично користење на некоја технологија. Совладеш некоја технологија и не ја користиш онака како што би можело максимално добро да ја искористиш, ти ја користиш за нешто што е за што не е вредна. Да кажеме, имаш компјутер, имаш на компјутерот све миксети, место да правиш голема музика, не знам, да бидеш или синтесајзер, да бидеш китаро или не знам кој тамо, да не ги спомнуваме, ти правиш турбофолк. Да. Фактички него ја не ја креваш летвичката на вкусот, туку ја спушташ и под нивото. Да, тоа и јас би додал тука сега, еве јас како давам пример на нашата младина, на студентите, на паузите, јас им пуштам, да кажеме, строго забавна музика и комерцијална музика и им кажувам дека турбофолкот не е добро. Едноставно, сега колку од нив ќе ме послушаат или не, тоа е до нив, но сепак дали некоја музика која што е така инструментална за релаксација на паузите, да ги релаксирам за да може да бидат спремни за следниот час. И често пати сакам да кажам и во академската средина
се обидувам да го надминам да ги насочам на некој прав пат, али мислам дека некои од нив ме гледаат дури Да, чудно. да, веќе како се да сум дојден да, од процесот на индивидуација им е завршен, едноставно тука не може ништо да се направи. Професоре, едно прашање, затоа што сега и напишавте книга во врска со психопатијата. Ќе кажете за што се работи. Но прво прашањето би ви го поставил. Актуелниот случај со убиството на Вања и Панче. Најверојатно дури тие соучесниците што биле на главниот осомничен не биле свесни за неговите крајни намери, за неговата намера нели да убие, дури постоа такви информации дека биле збунети, биле исплашени кога малте не со ништо предизвикан завршил наводно некои телефонски разговори, тука го пукал во Вања. Кажете ми, што е тоа што таков некој мастермајнд на злото, на кој начин успева да привлече своји соучесници, кои што се еден вид негови следбеници и кои што во ниту еден момент нема да делуваат кај него, да го спречат ако предосетат, ако предчувствуваат дека ќе се случи зло. И уште поважно, се случува злото, што е тоа што ги спречува веднаш во првиот момент кога ќе останат сами, да не отидат во полиција и да кажат ова и ова се случи, вака и вака се случи, јас не сакам да имам ништо со тоа, јас исто бев шокиран, изненаден, не мислевме вака. Така. Каков треба да си тој ум на следбеник, да следиш еден таков злосторнички ум и при тоа ништо да не направиш. Направиш напротив, да го прифатиш злото молчешко, така да кажам. Прашањето е на место и е доста актуелно. Јас во мојата најнова книга, тоа е физиолошка психологија, имам Еве можете на камерата таму едно подпоглавие кое што ги работам сите психолошки, ги обработувам сите психолошки нарушувања, меѓу кои антисоцијалното расстройство на личностот, каде што е нели сваѓа и психопатијата. Сите овие умови се патолошки умови и психопатски умови, би рекол, припаѓаат на едно милие, дури се членови на иста партија. Значи главниот осомничен, за кој што се уште нема нели судење, но сите индици укажуваат дека е тој извршителот. Значи, сега чекаме, нели, не знам зошто толку колегите од судска медицина ги одолжуваат резултатите. Уште нема официјална извештај до за вчера, колку што следам, нема официјални извештаи, затоа што тие резултати сигурно дека многу би помогнале во истрагата. Мислам дека ако е тој, значи тој е само мастермајндот, односно тој е водачот. Да. Овие се веројатно со малку пониско интелектуално ниво од него. Инаку сите припаѓаат една група на психопати кои што ги карактеризираат импулсивност, никакво постоење на емпатија, лесно потегнување по оружје, понатаму една психолабилна личност исто така во карактерните црти на личноста и сето тоа би бидејќи предавам нели хумана генетика и физиологија на филозофскиот факултет, би можел да кажам дека има и доста генетика. Значи има студии кои што обработуваат дека, например, 1% до 3% од општата популација во секој општество има психопатски личности. Такви се и во Македонија. Значи оваа група на злосторници влегува во тие 1 до 3%, а доколку направиме анализа по затворите, тој процент расте на 40 до 70%. Значи има доста студии, а сега не би ги замарал вашите гледачи со одредени гени, да ги цитирам кои гени се, зашто тоа не им значи ништо, но има докази, особено на нарушувања, например, има студија дека нивото на глукозата и носачите на глукоза, гените кои што се одговорни, водат до едно одредено ниво на хипогликемија, пониско ниво на шекери. Потоа имаме одредени студии кои што укажуваат на тоа се еден моноамино оксидаза ензими, кои што исто така се нарушени, се наоѓаат одредени нарушувања дури и во покрај големиот мозок и во малиот мозок, инаку главните центри, би рекол, за
психопатијата, ако можеме така да ги наречеме, се во Се тој предниот орбито, резен, да, во орбитофронталниот кортекс, челниот резен во долната страна. И кај одредени убици во САД, на пример, после извршување на убиството, кога се во затвор, им се правени испитувања и наоѓани со современите позитронна емисиона томографија техники, токму нарушувања во тој орбитофронтален кортекс. Значи, може да се согласиме дека совршени услови за создавање на психопатија прво генетска предиспозиција, но тука влегуваат веројатно некои бихевиорални состојби, воспитување, домашно околности, дисфункционални семејства, па дури и повреди на предниот режен на мозокот, на фронталниот повреди или одредени генетски Генетски, позиции кои што водат до создавање на помалку квалитетни протеини во предниот резен, а секако не ја исклучуваме и срединското влијание, како што рековте и вие. Дали е можно, професоре, пошто бидејќи рековте дека сите припаѓаат, овие кои што биле околу главниот осумничен, сите припаѓаат во таа категорија психопати. Дали е можно некој од нив да бил следбеник и да молчал, да го измолчал, да кажам, злосторот, поради тоа што бил многу исплашен. Веројатно, затоа што го видел како делува предходното и главниот осомничен, да не е психопат, но да е премногу исплашен да секако се спротистави. Треба да се направат и психијатриски исследувања на сите овие што се веќе во истражен затвор. Тоа мора задолжително да се направи, секако дека е можно да бил исплашен за својот живот, кога видел дека осомничениот убива едно невино дете од 14 години, импулсивно реагира по некој телефонски разговор, а не знам што му било соопштено на тој телефонски разговор, тој сигурно некој од нив се уплашил за својот живот. Но тука мислам дека Министерството за внатрешни работи, иако не сум експерт по безбедност, дека одлично е одигра улогата и може би, како што пишува по медиумите, јас сега не можам да тврдам дека наводно со присила ги изнудило да го направат признанието, но јас тоа... Добро, не знаеме за тоа. Не го знаеме, но дури да е така, јас тоа го оправдувам, затоа што едноставно, тие го признале злоделото и го посочиле виновникот. Сега, која ќе биде, треба да се чекаме, која ќе биде и неговата приказна, ако воопшто турците го испорачаат на нашите власти. Ќе видиме тоа. Професоре, излезе дека после пандемијата корона што му се случи на светот како да се преврти на глава. Повеќе не е ист. Почнаа после тоа војната во Украина, после тоа се префрли војната во Палестина, во окупирана Палестина би рекол, и светот полека на некој начин како да оди кон некој големо премрежје, голем Армагедон. Но јас вака би ве прашал, што се случи со короната? Ние нема да негираме дека постоеше како вирус, затоа што вистина постоеше, значи постојат коронатип на вируси, тоа е факт. Луѓе умираа. Да. Но кажете ми, колку имаше манипулација во она што беше корона кризата? Колку беа потребни карантините? Колку беше потребна вакцинацијата, особено ако си ја прележал веќе еднаш короната? Да, одлично прашање. Токму така сте забележале дека короната и COVID-19 како да беа иницијална каписла за другиве работи и сега тука е повеќе за експерти по геополитика и геостратегија, веројатно да поврзат тоа. Но ја конкретно прашав. Јас сепак би одел во медицински одел. Затоа конкретно прашав за медицински одел. Во медицински одел во короната, ковид пандемијата, ковид болест како инфективна болест воопшто не е карантинска болест, така што во почетокот здравствените власти и во најсовремените држави тука сгрешија, а нашите здравствени власти само ги следеа, затоа што со карантин вие не можете да спречите респираторен вирус како што е коронавирусот и групата на сите тие корона, алфа, бета, гама, делта и сите што излегува омикрон после тоа. Тоа беше една од првите грешки, а потоа нас сите не учеле, јас пред 30 години имам завршена медицина и се уште се сеќам на предавањата по инфектологија, бидејќи многу го сакав тој предмет и се разбира добив 10. Например, јас сум модел на студии
да учам испит со модел на дежурства, кога беше една епидемија на морбили, без никаков страв, затоа што како дете имам прележано морбили и ништо не ми се случи. А овде го погодивте прашањево, што ви го постави во центар. Добро, продолжете, фала. А овде сега исто така нас не учеа дека вакцина кога ќе добиеш ти нема шанси, на пример против тетанус, со години си заштитен од тетанус. На пример во војска сте били и вие, сум бил и јас во војска, нас не вакцинира и како деца, нели, и има повеќе дози на дифтерија, тетанус и пертусис. После таа вакцинација вие нема шанси да добиете таа инфективна болест. Овде се случуваше да вакцинирани луѓе добиваат ковид. Значи таа прво вакцината не беше помината ни сите тие фази. Од 5 до 10 години се потребни за да имате вие квалитетна вакцина. Сега не би сакал погрешно да ме разбират вашите гледачи. Па не, јас токму затоа викнав и некој човек што се разбира од оваа проблематика. Ќе ви поставам едно друго прашање што се надоврзува на ова. Добро, продолжете, се извинувам. Да, јас не сум ниту проваксер, слеп до коска што велат во народот, а не сум ниту антиваксер, затоа што и јас сум вакциниран, а и моите 3 ќерки исто така се вакцинирани за оние основни болести. И за среќа, бидејќи ние во семејството немаме некои генетски заболувања, психијатриски, невролошки, и за среќа ниту една од вакцините не им делува негативно, барем за сега. Не знаеме понатаму по 20-30 години дали ќе се развијат некои автоимуни заболувања. Но овде, да речеме, таа вакцина заболен, јас исто би кажал низ мојот пример. Јас прележав еднаш во февруари 2021 и целото семејство прележавме, со кој што мајка ми најтешко помина и она заврши на клиника за инфективни болести. Тогаш не имаше вакцини. Значи се донесува непосредно после нашето прележување и после тоа ние сите одлучивме, исто татко ми е доктор во пензија, одлучивме дека не треба да се вакцинираме и не се вакциниравме и сметам дека добро направивме, имајќи предвид сите оние негативни ефекти кои што ги има вакцината, особено кај лица кои што претходно биле здрави и немале некои други болести. Јас, на пример, познам, сега нема да го именувам, но познам доктор во клинички центар кој што работи, здрав доктор, кој што по вакцинацијата добива автоимуно заболување Жилан-Баре на нервниот систем. И тоа е многу тешко автоимуно. Има и многу ред други. Сега го спомнав како најинтересен, бидејќи и самиот е доктор. За мене исто така прележување на одредена болест, тоа е во основните постулати на инфектологијата, дека после прележување на една инфективна болест вие добивате трајни имунитет. Сега кај ковидот за жал тоа не е така. И кај коронавирусот и се... Но добро, но постојат клетки кои што ќе го препознаат било кој сој. Дали тој ставил брада или мустаќ или ставил перика, ако влезе во имунолошкиот систем во телото, тие клетки ќе го препознаат дека е тој истиот што бил претходно. Од таа причина зборувате, да им појасниме на гледачите, дека оние што прележале немало потреба да се вакцинираат. Тоа беше големата манипулација што ја туркаше светот. Тоа беше големата, инаку дека вакцинацијата спречува од потешка форма, тоа верувам дека е така и од евентуална смрт, тоа верувам дека е така, но да се инсистира и да не им се дозволува на одредени вработени во одредени фирми и компании ширум светот, да не може да доаѓаат да си го остваруваат основното право на вработување, затоа што не се вакцинирани, тоа беше една тотален притисок врз нив, една дискриминација, би рекол. Не можете вие да поставувате такви, ако човекот не можете да седнете во ресторан, во кафана, на јавни места, ако не сте ви бара сертификати и така натаму. Така, и јас, на пример, добро, јас и бев доста предпазлив во однос на болеста, ја и онака не сакав да одам по ресторани во тоа време, но ова беше дополнителен стрес, да кажеме, зошто да ме ограничуваат заради тие сертификати, бидејќи ги немам, да не можам да одам по ресторани, а како едноставно би проширил човек, ако вие сте вакциниран по 2 до 3 пати, како друг ќе ви ја прошири болеста. Ако вакцината е навистина
безбедна и ако навистина дава силен имунитет. Професоре, но не, таа не даде силен професоре, имунитет. вие сте, знам по спортот, колку е голема веројатноста дека тие вакцини што ги примаа луѓето против ковид, против коронавирусот, се причина за она дене што го гледаме кај многу врвни спортисти ненадена смрт, нагло престанување на работата на срцето или кардиак арест, како го викаат тоа. Колку тоа може да се докаже и колку е веројатноста дека можеби вакцините се причина за Па јас длабоко сметам дека би можело да против коронавирусот, затоа што ако следите во последните 3 години по медиумите, многу млади спортисти и млади лица нагло добиваат напрасна смрт на терен, фудбалери, или пак завршуваат во кома. И јас порано мислам, јас следам и спорт, а следам и медиуми. Така да никогаш порано допред короната немало толку млади луѓе, здрави луѓе, спортисти да умираат од инфаркт, кардиак арест, напрасна смрт или пак да добиваат тромбози. Центарот за контрола на болестите CDC од САД на нивната веб страница укажува за исто така една од најопасните несакани се, они се вадат дека тоа е многу ретка, но за тој што ќе ја добие таа компликација е 100%. Ако умре тој и неговото семејство 100% е загрозено. И тој што умира, например, од ова. Сега треба да се направат студии. Јас не би шпекулирал, но јас чисто како хипотеза поставувам, мора тоа да се позанимаваат овие големиве компании со анализа на тоа, затоа што во последните 3 години на вистина... А може и нема да сакаат, затоа што да, бидејќи ќе го беше и целта да направат милиони. Да, ќе го изгубат профитот единствени ако сите сме губитници со ковидот, само фармацевските компании особено оние што произведува вакцини, стана милиардери, и оние што произведува секако лекови со кои што ние моравме барем симптоматски да го лечиме вирусот, бидејќи каузална терапија не постоеше. Веднаш едно поврзано прашање со ова, затоа што сте вие експерт за аутизам, за спектарот на аутизмот и така. Пред години ви го поставив ова прашање, го знам вашиот одговор, тогаш што ми го дадовте, сега ќе ви го поставам уште еднаш прашањето. Дали вакцините, оние стандардните, нели, што ги примаа и нашите деца и ние што сме ги примали се, дали може да бидат окинувач сега или тригер за аутизам? Да, тоа јас го имав и на едно предавање пред да почне пандемијата, некаде септември 2019 во јавна соба, мислам дека се викаше тој простор, каде што имаше огромно посетување, преку 100 луѓе, имаше и експерти од Србија, Хрватска, дојдено, имав предавање за регресивната форма. Да не бидам повторно да се оградам, разбран погрешно од гледачите, за аутизмот, тука можам најмногу да тврдам, бидејќи тоа го работам скоро 25 години, генетската предиспозиција е основата. Значи, некој во семејството, таткото или мајката, мора да ги влечат тие помалку квалитетни гени, да се изразам, мутирани гени, и не е ни битно сега дали е таткото или мајката, кој што и затоа ја често им кажувам и кога доаѓаат кај мене на преглед родителите со децата, да не воопшто се обвинуваат меѓу себе кој е виновен. Тука нема виновници, зашто никој не може да знае какви гени носи, но кај таквата популација еден од окинувачите секако би можел, јас тоа сигурно околу 100 семејства од Македонија ми кажале дека после 13-тиот месец кога се прима МПР вакцината или ДТПР вакцината, добиле 2 до 3 недели, токму колку што е потребно за таа реакција, да се добие регресија и детето претходно имало некакви зборови, потоа ги губи. Едноставно, кај нив, особено кај децата со аутистичен спектар, кај некој, не велам сите, значи ова е само кај некој, инаку кај огромен процент аутистичниот спектар, 80 до 90, има идиопатска идеологија, што значи непознати се причините, генетски најверојатно. Добро да јасно, но... И не се знае кој од кочувачот, дали е некој вирус,
дали е рубела вирусот на црвенката, она позната во народот инфективна болест, дали е херпес вирусот, некои лекарства, значи сето тоа може да биде зрачењето од околината може да биде причинител. Но кај оваа регресивна форма најверојатно се работи за откочување на автоимуните механизми и исто така за недоволно обработување на вакцината од поедени, затоа што имаат некои деца, како што кажав, гени и на крајот на краиштата, јас тука ќе спомнам еден пример од фармакогенетиката. Тоа е наука која што се бави со како ние како поединци реагираме на одредени лекови. И тука во идните 5 до 10 години би требало персонализираната медицина, која што е сега во западниот свет во огромен раст, да реши многу дилеми. Например, имате еден лек кодеин, кој што се аналгетик за болки. За болки. Има, на некој ќе го земе тој лек и ќе му ја помине главоболката. Друго лице ќе го земе тој лек и нема никакви да почувствува, нема да му помине главоболката, а ретки случаи имало кои што развиле дури и несакан ефект смрт. Тоа се разбира, ретки случаи, но тие во нивните лица, во нивните гени имаат некои ензими кои што не можат да го обработат овој лек, да речеме, истото и со вакцините. Истото и со вакцини. Не сите подеднакво реагираме добро. За среќа, но поголемата популација реагира добро, развива одреден имунитет, но има некои кои што не можат, особено и јас овие семејства ги советувам, не можам да им не им наложам, никому не наложам, не сакам да сум судија, им советувам дека ако веќе детето има аутизам, да сепак тоа е на нивен ризик, да гледа да ги одложува тие вакцини, што е или воопшто да не ги прими. Особено ако во семејството има докажано генетски предиспозиции, особено кон невролошки и психијатриски нарушувања. Значи, тие не смеат да примаат понатаму вакцина. И особено ако тие самите поврзале дека и сега тука има интелектуалци родители, ме разбирате. Значи, родители кои што не може туку така да го препишат тоа дека еве, ние сме антиваксери и сега Не, воопшто не се работи за тоа, професоре, јас токму затоа и вас ве викнав да зборуваме на темава, значи тука не се работи некој да не става во категорија ваксери или антиваксери. Емисијава е лизгачки старт, значи треба да откриваме најбрутални факти. Луѓе кои што се експерти во нивната област да кажат своји стравови, мислења, интуитивни дилеми и така натаму и така натаму. Факт е дека овие работи научно, тоа е судски, правно тешко се докажуваат дали вакцината од во САД имаат и некои докажано. Има и докажано, има и процеси. И добиени на суд Точно кај аутизмот. Сега зборам за аутизмот, не зборам за короната. Имаат и сега проблемот во нашата држава и кај нашите здравствени власти што на ниту еден после коронавирусот не му е исплатено обештетување. Зошто да не му е исплатено? Државата е сиромашна, да, знам, но тогаш не може да ги прави тие рестриктивни мерки и да притиска Но дали беше кочница оној документ што беше подпишан пред да се прими вакцината против корона, дека на своја одговорност ја примате таа вакцина, така фактички со тоа државата се заштити правно, предпоставувам, за сите последици. Значи самите биле свесни веројатно дека има последици од таа вакцина. Да, може да се предпостави дека имале некакви сознанија или си ги переле рацете и ги убедува, да речеме, ние кога сме ги примале вакцините, никогаш не сме подпишувале оние стандардни вакцини што се докажани. Против дифтерија, тетанус, пертусис, нашите родители никогаш не подпишувале такви документи. Кај короната тоа беше обратно. И мислам дека тука, да, здравствените власти, ако сакаат да притискаат, но тогаш треба и да ги поднесат ризиците и да исплатат милионски обештетувања ако некое лице добие автоимуна болест или добие тромбоза од вакцината. Особено на BioNTech и на Moderna, тие МРНА вакцини, има стотици и илјадници случаи кои што добиле тромбоза здрави и прави лица и во светот, а и познати тие секојаш се штитеа за протоколите на Светската здравствена организација и така натаму. Професор, едно вака не, како да кажам, малку необично прашање. Колку Светската здравствена организација
нарачува студии од разни експерти лекари за да заштити одредени фармацевски компании или да протурка некоја своја агенда. Па сега јас тука немам некои големи докази и многу не верувам во некои задкулисни игри дека намерно би сакала да прави депопулација. Не, воопшто не спомнав депопулација. Конкретен бев. Дали нарачува студии да заштити одредени фармацевски компании во смисла на правна заштита, нивните профити милионски, нивните Можеме тука само да спекулираме. Јас можеме да спекулираме дека е можно тоа, бидејќи познати се тие лоби финансиски компании на светски магнати од фармацевската индустрија и можеме да спекулираме, но јас такви докази немам. Јасно е дека оние што ги плаќаат тие студии, најчесто ги плаќаат фармацевските компании, навиваат за својот производ и често пати знаат и да прикријат некои негативни резултати од одредена студија, да не ги знае јавноста. Но тука за тоа треба да се биде внимателен многу и да не се верува здраво за готово. Например, да се тргне одма, ајде сега, 5-та доза на ковид вакцина. Мислам, тоа е сега најновите сои. Корона има уште. Корона има, ковид има. И во Македонија како што имало и пред ковидот имало. Да, има со полеста или потешка клиничка слика, али важно е дека масовно не се умира. Професоре, ние како и за многу други случаи имаме способност многу брзо да забораваме. Што се случи на онкологија со таа биолошка терапија што им била крадена на пациентите, наводно била заменувана со некоја шеќерна водичка или со некој физиолошки раствор, а истата наводно, пак ќе кажеме, е продавана на црниот пазар на Косово. Велиме наводно затоа што се уште нема никаков расплет од тој случај. Имаше некоја комисија формирана која што требаше, не знам што да открие, да одлучи, да излезе со соопштение. Што всушност се случи? Зошто здравството наше го допре, дури го проби на дупло дно, така да кажеме, на кое што веќе беше? Па, тука не знам дали да жалам што не сум директно во здравството и како медицинар не работам директно во некој од клиничките болници или пак да сум среќен што во моментот не сум во здравството, заради тоа што и јас би бил дел од тоа здравство кое што не чини. Точно е дека го проби дното. Овде се работи, мислам дека е тоа точно што се наводно, нели? Иако немаме судски епилог се уште, дали тоа ќе се влече со години или ќе се заборави, како и многу други работи што се случиле во Македонија, но мислам дека тоа е еден антихуман, нецивилизацијски чин да од таа биолошка терапија која што е навистина скапа, да не им се дава на најтешко болните, а тоа се болните со карцином, да се дава или физиолошки раствор или декстроза, не знам што се им е давано, и мислам дека тука сите оние кои што директно, а сигурно се знаат кои се тие што го правеле тоа, сестри и доктори треба директно да одговарат, па и до највисоко ниво. Дали е например можно една таква криминална дејност да ја прават некои, да кажам, пониски службеници во една клиника или лекари, на што се вработени, а за тоа да не знае, пример, директорот на болницата или набавувачот главен на тие, или да не одиме сега погоре во некои ешалони на власта. Дали е можно? Мислам дека тоа не е можно. Барем до директорот не е можно. Ајде да го амнестираме министрот евентуално, дека тој не може да ги следи сите болници во Македонија и во секој момент да знае. Но директорот не е можно или шефот на оделение да не го знае тоа што некоја сестра или некој доктор си дозволил да препродава на Косово лекови за да се стекне со противправна добивка, која што навистина оди на штета. Јас се згрозувам од тоа, не само што Хипократовата заклетва ја погазиле, туку мора да тоа се аморални луѓе и едноставно, но мора ние таа неказнивост да почнеме еднаш да ја казнуваме. Значи мора да почнат луѓе да лежат во затвор и за онкологија и за разни други престапи што се случуваат. Модуларната болница во Тетово не може еден кабел само да биде виновен. Тука мора да има
степен на вина и да се одредува тој, а тука судовите и обвинителствата валја веројатно потврлија малку. Тоа е, така да кажам, синдром на непреземање одговорност за крупни случувања. Балкански синдром, не само македонски. Да, тоа е балкански синдром. Што мислите, ајде, затоа што еве го нарековме дека е синдром, на што се должи, еве ајде да кажеме, тој синдром на непреземање одговорност? Секојаш да се бега од одговорноста, секојаш некој кабел е виновен, или гумата пукнала на автобусот, или не знам што. Никогаш нема одговорни поединци кои што биле на клучни места каде што се случила одредена трагедија или немел настан. Тоа е најмногу се виновни политичарите за таа работа во Македонија, бидејќи тие буквално избегнувајќи одговорноста и огромната желба за власт и за стекнување на име и на профит секако, бидејќи кај нас се доаѓа на власт за да се ќари некоја пара, да се земе, а на запад е обратно. Например, богаташи обично доаѓаат за премиери или за министри. Така што и се работи за исто така за една недоволна, веројатно емоционална зрелост на одредени личности. Општеството исто не ни е емоционално зрело како западните општества. Со ниска емоционална интелигенција. Многу луѓе и не можат да едноставно не можат ние не сме виделе чин на министр да даде оставка за одредени, сме имале огромни пропусти, ако сакате уште од авионските несреќи од 90-тите години, ниеден министр за транспорт и врски имаше две огромни несреќи каде што над 100 луѓе ги загубија своите животи. Значи, со почетокот од самостојањето 91 и сето тоа како да се наследува генетски, иако не е генетски, нели? Но со влијание срединско, секоја политичка и лева и десна гарнитура си го префрлаат од еден на друг и не сме виделе еден храбар маж или храбра жена да поднесе оставка на министерска функција после некаква голема несреќа. Значи, веројатно клиентелизмот... Значи, барем морално, не мора кривично да одговара министерот за здравство тогашен за модуларната болница, ма да поднесе оставка заради тоа. Не, тој е најпаметниот, тој е најдобриот министер и така натаму. Не може тоа така, или директорот мора, или некој директор да поднесе оставка. Да, веројатно и со самото тоа што тие директори се назначувани на одредени клучни места да водат или министерства, болници и така натаму, веројатно затоа што се и партиски кадри, па евентуално преземањето одговорност од нивна страна ќе нанесе и штета на партијата, и корупцијата е веројатно тука вмешана и така, тоа е некој веројатно врзан круг на садови, некој мајапсан круг од кој што нема излегување. Да, тоа е циркулус вициозус за кој што треба радикални промени во општеството. Тој порочен круг мора со радикални промени, со нови сили, кои што ја во моментов и не ги гледам, но мора некако да почнеме од некаде и мора некои лица да си одлежат дебели казни. Не може да лежат само овие 20 на лица за 27 април, кај што под 18-16 години, например, за упад во собранието, што исто така е кривично дело, но не може да биде тоа драконски 18 години, тероризам, а некои убици, докажани убици, да им давате по 5 години, например, затвор. Значи, токму тука и темелни промени и во политичкиот систем, а секако и во судството, и во обвинителството. Професоре, имам една информација дека не баш пријатно реагирате кога ќе добиете некој не знам, покана од страна, од некој институт, факултет, да бидете како визитинг професор, да одржите предавања, кога на вашата покана стои Северна Македонија. Имам информации дека многу негативно сте реагирале. Каква е таа реакција негативна на тоа? Така, да, веројатно, можеби на Facebook сте забележале пред некоја година, или ако имаше и некој медиум и го пренесува. Сега малку завлегуваме и во политички води, но нема, отворена емисија. Ова е отворена емисија, интервју и прво од овој мој тип каде што одам малку надвор од зоната на комфорт. На комфорт, да. Например, аутизмот, генетиката или некои работи кои што навистина ги работам со децении наназад. Па да,
токму убаво сте забележале. Јас жестоко реагирам на тоа и имаше, сега ќе го дадам и тој пример кој што го пренесува некои медиуми пред 3 години. Се работеше за покана да бидам член на научен одбор и да имам пленарно предавање на една конференција на Високата школа за социјални работници и логопеди има таму во Белград. Приватна е таа школа. И ме поканува пријателка повозрастна од мене и колешка, која што, например, јас тука и сум ја угостувал на конференции во Охрид, доаѓала, исто така и во списание што водев главен и одговорен уредник на дефектолошка теорија и практика. Токму излезе еден труд пред нејзиниот докторат, кој што и беше значен, бидејќи нашето списание беше индексирано во Скопус, тоа е многу позната база на податоци, која што понатаму со издадени трудови во такви списанија им се вреднува изборот. И ме поканува таа дотична колешка и јас нормално веднаш прифаќам. И по известно време забележувам на нивната веб страница стои Северна Македонија. Тоа најмалку можам да го очекувам. Професор доктор Владимир Трајковски, Северна Македонија. Да, јас дури ми е тешко и сега да го изговорам, бидејќи на вистина ми е пежоративно, навредливо и ми ја вреѓа интелигенцијата и плюс е насилно сменето тоа име. Значи, и јас одма реагирам по мејл до неа, а да биде несреќата поголема, таа извршува и втора функција на таа висока школа, нешто као заменик директор. Аха. И кажувам, и она го враќа на веб страната као Македонија. И после известно време, еден месец од нашиот тој разговор, повторно гледам јас Северна Македонија и ми доаѓа мрак пред очи, седнам на мојот лаптоп и праќам имейл до неа и велам јас се откажувам, викам срам да вие како организатори што го правите ова, бидејќи не е во ред. А тоа беше уште на почетоците од промената на името. Особено што они беа и приватна школа да, и нема никаква обврска, значи не е државен универзитет да го користат тоа име. И јас, особено кај земјите од бившата Југословенска република, федерација, реагирам така, заради тоа што барем сметам дека сме живееле во иста држава и треба да се почитуваме. Треба да се почитуваме, да. И треба да го почитуваат моето право на самоопределување, ако јас не сакам да стои тоа, и ако веќе ме каните да ви го дигам рейтингот на конференцијата, затоа што тоа е висока школа, приватна во последниве 10 години и ме канат нормално да им го дигнам, не затоа што сум убав нешто или за да им го дигнам рейтингот. Да. И едноставно вие се зачудувате и јас во истиот момент и ги прекинав и личните контакти со. Не ми треба како колешка и пријателка кога не ми го почитува моето право. Не е ова министерска конференција па они таму да ми пишуваат пежоративен назив. И го објаснив дека сум чувствителен. Професоре, каква е таа, затоа што сега го видоа и гледачите вашиот став каков е за името. Каква е таа патолошка ментална состојба кога од позиција на власт се срамиш или можеби не се срамиш, туку избегнуваш да го кажеш дури името на државата онака како што си го сменил, затоа што знаеш дека тоа ќе ти донесе негативни политички поени кај народот, да. Па тогаш се користиш со заменски, нели, како да ги наречам, нашата земја, нашите институции, нашата влада, нашиот народ, избегнуваш да го кажеш дури името на државата што си го сменил со силеџиство. Да, тоа се лица кои што имаат ниска самодоверба, лица кои што се само зинати по власт по секоја цена, особено тоа ќе го гледаме, а и сме го гледали сега пред изборите кога ќе почнат кампањите, каде што ќе избегнуваат да го користат тој пежоративен назив, затоа што знаат дека ќе изгубат кај македонското население многу гласови. И тука се работи, значи, за непринципиални личности пред се и кои што власта и властодржништвото го ставаат испред се, испред својот морал, испред својот дигнитет, интегритет, личностен интегритет. Значи не ги интересира тоа, битно е они по секоја цена
да останат на власт. Да не завлегуваме како е тоа сменето, на кој начин беше со носење на пратеници од истражен затвор и така натаму. Значи, сето тоа и токму поради тоа мислам дека ние како народ мораме да си го вратиме тогаш тоа името или нашите деца да се изборат за враќање на името, а јас како поединец ќе се борам колку можам во овие научни кругови и секаде кај што можам. Например, сега ние објавивме труд со импакт фактор во едно странско списание каде што таму немав ни влијание, јас бев последен автор. Но што можам да направам? Можам да направам, таму ме пишуваше као Северна и да речеме јас го шкртам името со црвена боја кога објавувам на социјалните медиуми дека ете имаме да ги запознам луѓето и стручната јавност што сме објавиле последно, таму го шкртам на пример ако некаде каде што не можам да влијам во одреден труд, така што мора секој поединец да почне од себе. Актерите, музичките естрадни уметници, политичарите од опозицијата и останатите мора лично да се бориме секој од свој аспект да некако ако успееме некогаш да тргнеме таа срамна референца. Да, за жал излегува дека е точно она што една будала може да расипе, после 1000 паметни не може да поправат. Уште едно прашање во врска со ова, па ќе одиме нели на крајот на емисијава. Професоре, дали ги паметите вашите прабаба, прадедо? Дали ги паметите? Или еве дедовци, баби? Дедовците и бабите ги паметам. Да. Дедовците не биле живи, само од разговори знам за нив. Дали тие се чувствувале македонци пред 44-та година? Апсолутно. Јас сум доволно возрастен и за моја среќа и мојот татко е жив 92 години има сега и што вели тој на пример пред 31-ва? Како се чувствувал во 39-та, 40-та година? Апсолутно како македонец, нема тука дилеми и сето ова што доаѓа од нашиот источен сосед е небулозно, директно оди кон загрозување на нашиот идентитет. И мислам дека тука не смееме никако да попуштиме како народ и како нација, македонска нација, не смееме да пропуштиме пред тие притисоци, затоа што воопшто не станува ни збор за некакви си бугарски корени или на бугарски, нашиот дека е наследство на македонскиот јазик. Значи сите мои предци се опично од западниот дел на Македонија и воопшто не се чувствувале. Никогаш не им паднало на памет да се почувствуваат бугари. Да. Тоа е јасно дека во 41-ва бугарски се користело бугарскиот фашистички окупатор. Така. А не администратор. Да. Никако не биле тие администратори што го гледаме и во филмови, например, Трето полувреме, тоа исто така, јас го ценам режисерот Дарко Митревски, го познам лично. Па не случајно беше забранет. Да, забранет тој филм во Бугарија. И она што сега сака тие да го направат со овие барања кои што се во тие фамозен француски, токму тоа. Дека ние треба дека ние треба нив во иднина да им поднесуваме рапорт за тоа какви книги пишуваме, какви учебници пишуваме, какви филмови снимаме во случај ако не им се допадне нешто што е во филмот што на нив како бугари не им се допаѓа, дека имаат право на цензура, да побараат сечење на тој дел, да ги укинат финансиите од разни фондации или европски вакви онакви, што е директно мешање, ќе се сложиме во внатрешните работи на една, ќе кажеме, ајде суверена држава, иако се помалку личиме на суверена држава. Тука ја би се надорвал само накусо пред да ми го поставите следното прашање. Токму поради тоа и сигурно сте читали и вие, во последните денови од Министерството за образование и наука не може да најдат рецензенти за учебниците по историја, затоа што ни еден студент и завршен историчар, значи студент мислам на нашиот филозофски факултет, кој што завршил на Институтот за историја, не сака воопшто да влезе во такви комисии да рецензира учебници каде што ќе се фризира историјата. Да, историски невистини и по кејфот на
нашиот источен сосед. Да, веројатно е точно тоа што го рековте, дека единствено она што ни преостанува сега да се избориме за нашиот идентитет, да не биде избришан, е сечи индивидуален напор, Да, почнувајќи од вас, мене, некој друг, трет, секој што е на својата работна позиција да се обиде да се бори против Да. тој монструозен обид за бришање на идентитетот што го спроведува оваа Исто власт. и по мејлови, на пример, јас кај странските партнери што ми се во разни проекти, најбанален пример сега ќе ви кажам, последната реченица пред да го пишам моето име и презиме е Best regards from Macedonia. Ни Republic ставам, ни ништо. Директно, Macedonia, да. Best regards from Macedonia. На сите. Тоа Ама може тие да не го се проверите. глупави. Тие не Да. се глупави. За разлика од И со некои тоа други. им кажувам, сега, дали во Брисел, во Европската комисија, сега во некој проект, они ќе го пишат пежоративно, ја не можам да влијам врз тоа, затоа што нашата квислиншка власт го признала тоа име, да речеме, пежоративно. Но јас, колку што можам од моја страна го фаворизирам и Па еве излезе го дека и користам. попусто го сменја името. Еве сега она последното што го добивме од Европската унија е дека предност добија Украина и да, не знам тамо. тоа е веќе Ова, а ние дојдовме, тоест квинслинзите наши се вратија со празни раце и тоа е уште еден доказ дека предавниците никој не ги сака, туку дека ги презира. Кога тогаш? Ке ги презре. Професоре, работите на еден интересен проект. Ке ни кажете за што се работи сега вака на крајот на емисијата. Да, во моментот работам и на повеќе проекти, но претпоставам дека ме прашувате Да. за овој кој што е за Cupid, скратено, што значи разбирање на карциномот и превенција кај лицата со интелектуална попреченост, каде што сум заменик на председател на менеджмент одборот, заедно професор Џон Велс од Ирска е чер или председател. Веќе работите на тој проект, така? Да, веќе влеговме во втората година и административно и да кажам со многу активности. Зашто Тоа се е работи? проект, да, тоа е проект добиен од КОСТ програмата на Европската комисија, во која што ние преку 20 европски држави работиме на како да направиме програми како лицата со интелектуална попреченост помалку да умираат од карцином, бидејќи е докажано во литературата дека тие се почувствителни кон карциномите. И почесто умираат, па има малку врска и генетиката, и имунологијата, имунолошкиот систем, значи и исто така има влијание и тоа што тие сами не се свесни на време да си препознаат, например, машките карцином на простата, а жените карцином на дојка. Со самопалпација и така натаму, едноставно имаат понизок IQ и работиме на такви програми. Ова е еден од ретките европски проекти и затоа ја прифатив да бидам и заменик председател, така што јас работев и на изработка со IT, еден од Македонија, на веб страницата. За вашите гледачи би можел да ја спомнам, тоа е Cupid Cost project.eu. Ако сакаат да ја посетат, навистина има интересни содржини. Тоа е 4 годишен проект со кој што имаме уште неполни 3 години. Ќе со производите веројатно во некоја друга емисија ќе излезам за 3 години со сето она што сме го направиле. Во моментот имаме направено неколку брошури баш и на нашите социјални медиуми на Македонското научно здружение за аутизам деноиде македонската верзија која што ја преведовме и бараме мислење од лицата со оние кои што се со полесен степен на интелектуална или од нивните семејства, доколку сакаат нешто да стои, да ни дадат забелешки за да го подобриме квалитетот на брошурите. Исто така во медиуми зборуваме за значењето за овој проект, планираме и да стапиме во контакт со одредени европарламентарци од Европарламентот, каде што би можеле да влијаеме на политиките, на здравствените политики во сите европски држави, а пред се и во Македонија, бидејќи е забележено дека во земјите во југоисточна Европа скоро ништо не се работи на ова поле како да се превенира и како да се продолжи животот на лица со интелектуална попреченост да не добијат карцином или ако веќе го добијат, брзо да се открие. Пред неколку години имавте идеја, сакавте да отворите, ке ме поправите ако грешам, институт за истражување на аутизмот. И тогаш не наидовте на слух
за да добиете средства да се отвори, поправете ме ако грешам. Па добро, тоа како клас, тоа е многу, да, тоа се малце како институт во нашава држава тоа и не е возможно, ама Или ајде тоа е наречете малце го како тоа некој истражувачка, истражувачка лабораторија, кажете лабораторија, го, но да знам кажам. дека имаше. Иначе од типот на Сан Диего институт Не. во Америка кој што се работувам, тоа ние сме далеко светлосни Знам години. дека тогаш бевте, ајде Да. да така да кажам на некој начин Како се истражувачка почувствувавте лабораторија. изневерено како научник, Научник, да. За жал, емотивно повреден што немавте слух да го отворите нели таа истражувачка лабораторија. Од властите немам и едноставно мојата позиција сега не е на медицинскиот факултет, повеќе на филозофскиот, каде што повеќе се води грижа за општествените и хуманистичките науки, да кажам. Едноставно нема ни средства, нема слух и сега одам повеќе на овие проекти кои што се европски проекти, како поединици, како здружение, каде што може да придонесеме. Сега тоа не се некои, се уште не се, барем немам влезано во Хоризон проект Horizon Europe, кој што има милиони, например, евра во нив и каде што може на вистина да направите посериозни истражувања. Но моите првични истражувања со оние средства кои што ги имавме од мојот докторат во период 99-2002 за аутизмот направија големи резултати и доста се цитирани тие мои трудови од кои што произлегува докторатот заедно со тимот од Институтот за имунобиологија и хумана генетика, со мојот ментор би го спомнал професорот Мирко Спировски, објавивме 3-4 сериозни трудови на англиски јазик во светски списанија кои што ден денес ги цитират и дадовме еден мал придонес, значи во тој мозаик на светската аутизмологија, дека има многу имунолошки и имуногенетски нарушувања кои што стојат во позадина кај лицата со аутизам. И со подобрување на тој дел можеме евентуално, тоа е како дел од третманот. Каков е степенот на успешност, каков е степенот, дали на некој начин македонските експерти кои што се во таа област, кои што се справуваат со аутизмот, колку успешно му се спротивставуваат, како е тоа организирано кај нас, дали може нешто многу повеќе да се направи, онака чисто во кратки црти. Да. Па може секогаш кога се сака, но до сега сите власти немале слух за тоа. За разлика од Запад, ние сме многу подолу. Касниме за Соединените Американски држави 30 на години. Во последниве 10 години би можел да кажам дека се работи доста подобро отколку порано. Кога јас почнував да се занимавам со аутизмот, например, јас кога почнував, воопшто не знаеа стручњаци што е аутизам. Го меша со шизофренија, со интелектуална попреченост, тогаш ментална ретардација и така натаму. Може многу да се направи, но треба системски подобрувања пред се во Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика и Министерството за здравство. Треба повеќе пари. Државата мора да го одврзе кесето и да не бидат сега пред избори само ветувања за семејствата кои што имаат деца или лица со аутистичен спектар. Например, еве за возрастни лица кои што имаат над 27 години. Ништо не е направено во Македонија. Јас бев ментор на две дипломки, едната во 2010-та, другата во 2019-та, кој што обработува тема слична за вработувањето со различни прашалници, анкетни, и двете најдоа поразителни податоци дека 0% од лицата со аутизам во Македонија се вработени. А тие и тоа како можат да придонесат во одредени подрачја лицата со аутизам. Особено во некои активности во индустрија кај што има многу повторување, тие ја надминуваат рентабилноста и квалитетот, многу повеќе може да сработат од едно невротипично лице. Одредена работа која што се повторува повеќе пати во текот на денот и можат да бидат и подоходовни дури од невротипично лице за приватникот, ако е приватна компанија, и можат да му донесат поголем профит. А кај нас имаме 0%, значи во една декада од 2010-та нашите работодавачи, државни и приватни исто така,
воопшто не вработиле. Ние имаме и полесни лица со аутистичен Јасно, спектар. да. Не се сите тешки случаи, да, случаи. Оние потешките се разбира дека имаат доживотна потреба од подршка, па зошто да немаме отворено заедници на домови каде што, како што сум бил во Луксембург 2001 година, во едно семејство во еден стан живеат 3 возрастни лица, во еден стан, трособен стан, и за нив води грижа сестра медицинска, доаѓа доктор повремено, има други негователи и си живеат во Луксембург Заедница, Сити, да. во центарот. Да. Во центарот, не во Демиркапија. Аха. Еве апел до, драга публико, до вас работодавачите. Одличен предлог даде професорот. Со тоа ќе направите и хумано и добро дело и едноставно ќе им помогнете на тие луѓе да се почувствуваат дека се дел од оваа заедница и дека се и тоа како способни да придонесат за оваа заедница. Едноставно на крајот на краиштата и самите ќе можат и нешто да заработат, да се почувствуваат вистина како луѓе. Професоре, многу ви благодарам на искрениот разговор. Мислам дека успеавме да одговориме на некои прашања, дадовте на вистина интересни одговори, вклучувајќи го и ова последново прашање што ви го поставив. Ви посакувам се најубаво и со проектите кои што ги работите, и се надевам и дека оваа ваша книга ќе најде на голем одглас во научната заедница. Да. Па и јас се надевам, ви благодарам јас вам за поканата. Чест ми е да бидам ваш втор гостин, бидејќи го ценам вашето дело како актер, како еден од подобрите од онаа средна генерација во Македонија, и сега да не биде она ти на мене Сердар, ја на тебе Војвода. Но навистина би бил среќен ако оваа емисија биде доста гледана и ако расте вашата емисија и да постигнете кариера и како водител, да. Благодарам по овој начинот, кога викаш интересни гости, тоа е формула за успех, се надевам. Драга публико, ви благодарам на вниманието и се гледаме во наредниот лизгачки старт.